Ова беше град сорудник за злато, најбогата општина во Аризона во тоа време. Сега е град на духови. Пети Бурис живее со Бино, нејзиното 38 годишно магаре. Бурис вели дека е уморна од мигрантите без документи кои што илегално ја минуваат границата со Мексико. Поранешниот претседател Доналд Трамп го има нејзиниот глас. He's gonna deport them. Yes, I am all for Тој that. ќе ги депортира. Јас сум за тоа, апсолутно. Тој знае како треба. Додека беше претседател, Доналд Трамп нареди да се изгради ѕид од 740 километри долж југозападната граница на САД. Ова е дел од Аризона. На неговиот прв ден на функцијата, Џо Бајден ја запре секоја нова изградба. They could have had it completed in 3 weeks, but Доналд Трамп се врати над ЗИДот на границата со Аризона минатиот четврток, иако Вашингтон Пост објави дека делот што тој го посетил бил изграден пред тој да стане претседател. because there's never been Никогаш немало ваква граница во целиот свет што олку лесно се минува. Сите милиони криминалци поминуваат од овде. Демократските гласачи од нивната конвенција порачаа дека нивната партија е потолерантна. Immigrants, we belong. Ние, имигрантите, припаѓаме тука. Ние сме како комши, се грижиме еден за друг. Доколку биде избрана, подпредседателката Камала Харис ветува пат до државјанство, враќање на двопартискиот предлог закон за имиграција што не помина во Конгресот. The Border Patrol endorsed it. Оделот за погранична заштита го одобри, но Доналд Трамп верува дека договорот за границата ќе и наштети на неговата кампања. Така тој им нареди на своите приврзаници во Конгресот да гласаат против договорот. Никој повеќе не застанува покрај стариот напуштен град. Бурис вели дека би сакала да се врати во времето кога гледала повеќе туристи, отколку мигранти.